Добар ден, драги ученици! Денес ќе се дружиме на час по македонски јазик. Ајде погледнете што има на слика. Маска. Кое чувство е изразено со оваа маска? Сите можеме да видиме дека е така. А на следнава маска, каков израз имаме? Среќен. Значи со оваа маска е изразена среќа. А која повеќе сакаме да ја имаме на изразот на нашето лице? Секако дека сите ќе ја одбереме среќа. Дали можете да препознаете на која манифестација се дечињата од овие слики? На маскенбал. А кога се организира маскенбал, знаеме сите, не? На 1 април. Сега мислам дека ви е јасно зошто баш денес одбрав да зборуваме на оваа тема. Затоа што денес е 1 април, денот на шегата. Па содржината што ќе ја работиме денес е интерпретација на песната Априлска од Ристо Давчевски, што се наоѓа на страна 124 во вашиот учебник по македонски јазик. Целта на овој час ќе ја постигнеме ако знаете да ја читате изразно песната, ако знаете да ја анализирате нејзината содржина, ако знаете да откриете рима во песната, ако знаете самостојно да творите нови стихови и притоа да создавате ведро расположение. Ајде сега да видам дали можете да се сетите, дали некогаш сте лажеле и зошто сте го правеле тоа. Да, секако. Сигурно да прикриете некоја непромислена постапка благодарение на стравот од казна. А како поминавте откако лагата ви беше откриена и како се чувствувавте тогаш? Секако дека не ве пофалија, а чувството беше главно голема засраменост. Но дали некогаш сте лажеле, другите знаеле дека лажете, но сепак сите сте се смееле заедно на тие лаги? Да, тоа ни се случува на сите нас секоја година на 1 април. Но тогаш и вас ве лажат, а не се лутите за тоа, туку баш ви е смешно и забавно. Сега ќе ви ја прочитам песната Априлска, а потоа ќе анализираме нејзината содржина. Априлска. Ме излага, те излага. Лагите ги славевме, сладко се насмеавме. Ме излага, те излага. И само што заминавме, грижите ги скинавме. Ме излага, те излага. Кратко наминување, мил ден за шегување. Ме излага, те излага. Со смеја се нагостивме, потоа си простивме. Ме излага, те излага. Во душата априли лили ми насади карамфили. Ајде сега да поразговараме за песната. Со кои стихови започнуваат сите строфи од песната? Лесно можеме да воочиме дека сите строфи од песната почнуваат со стиховите ме излага, те излага. За кој ден е напишана песната Априлска? Оваа песна е напишана за 1 април, денот на шегата. Што почувствува откако ја слушна песната? Секако дека сите почувствувавме радост и топлина во себе, поради расположението, смејата и ведрината на овој ден. Зошто поетот вели дека лагите ги славевме? Па се разбира дека ги славевме лагите, бидејќи се подготвувавме за 1 април, изготвувавме маски и го одбележавме денот со маскенбал. Објасни ја мислата на поетот мил ден за шегување. Сите би го нарекле мил ден за шегување, затоа што со нетрпение го чекаме да лажеме, да се шегуваме и смееме, а никој никому да не му се лути за тоа. Од кои стихови заклучивме дека луѓето на овој ден се лажат, а никој никому не му се лути?
Тоа го откривме од стиховите со смеа се нагостивме, а потоа си простивме. Какви лаги и шеги треба да се кажуваат на овој мил ден за шегување? Секако, треба да се внимава какви лаги и шеги се кажуваат. Тие треба да бидат смешни, но никако не смеат да бидат упатени да навредат или да повредат некого, или пак да нанесат некому штета. Објасни како ги разбираш последните два стиха од песната. Во душата априли лили ми насади каранфили. Цвеќето е символ на убавина, нежност и љубов. Па овие стихови ни кажуваат дека на 1 април тие лаги, шеги и смеи не исполнуваат со овие чувства. Тука можете да направите пауза и да ги одговорите прашањата во вашите тетрадки. А оваа техника ќе ви помогне самостојно да анализирате песната во вашите тетрадки. А сега да повториме што е рима и да ја определиме римата во песната. Рима е гласовно совпаѓање на исти или слични слогови на крајот на два или повеќе стих. Во песната Априлска рима имаме во втората, третата, четвртата и петата строфа. Рима во втората строфа е заминавме, скинавме. Во следната минување, шегување. Во четвртата нагостивме, простивме и во последната строфа римата е априлили каранфели. Поетот сакал да додаде и шеста строфа на песната. Ги напишал само првите два стиха. Затоа, ваша следна активност е да бидете поети, па да ја довршите шестата строфа, а ако ви стане интересно, можете да напишете уште една строфа на песната. Активности за домашна работа. Треба да изработите првоаприлска маска во чест на денешниот ден на лагата, а потоа, маскирани со неа, треба да снимите кратко видео на кое ја читате шестата строфа од песната со стиховите што ги додадовте и да споделите со своите другарчиња во групата на вашето одделение. Ви благодарам за вниманието.